Јас се надевам, почитувани гледачи, дека уживавте во овие 3 минути и во овие прекрасни звуци на квартетот флейтисти Аулос. Ова утро ќе зборуваме за флейтата како инструмент, ќе зборуваме за активностите и работата на овие млади флейтисти кои што не представуваат во регионот, во Европа, па зошто да не и во светот. А ова утро заедно со нас е младата флейтистка, која што всушност е и член на квартетот флейтисти Аулос, а незиното име е Јана Каевска. Јана, добро ти утро. Добро ни дојде во утринската програма на Алфа телевизија. Ова што го видовме беше квартетот Аулос, на кој што членуваш и ти. Така. Неодамна се вративте од Нови Сад, тоа беше 22-23 април, каде што имавте навистина прекрасен настап, убаво не представивте, па зашто по-конкретно станува збор? Фестивалот на кој што учествувавме во Нови Сад представува регионална средба на флейтисти во која што учествуваат академиите од Македонија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Словенија. И на овој фестивал секоја академија, сите флейтисти настапуваат со дел од домашни композитори, па така ние се представивме со композиции од македонски композитори. Така. Ке зборуваме малце покасно и за вашиот квартет Аулос, меѓутоа сега прво да, бидејќи си ни представник од квартетот, свириш флейта, дипломирана си на факултетот за музичка уметност на одсекот флейта. Млада си, имаш досега навистина убава и плодна кариера. Па еве за почеток да ни кажеш за каков инструмент станува збор? Каков инструмент е флейтата? Така, флейтата... И дали само се свири во класичната музика или може и во некој друг тип на музика, друг жанр на музика? Да. Флейтата е дувачки инструмент. Може би е чудно, меѓутоа спаѓа во групата на дрвени дувачки инструменти, поради тоа што во минатото материјалот од кој што се произведувала било дрвото. И не единствено класичната музика во која што се употребува инструментот флейта, има и джез ансамбли кои што имаат флейта во бендот, може некогаш и народна музика да се свири, меѓутоа поретко, но главно класична музика, камерна музика, оркестарска музика, да, така. Ти предаваш во училиште пијано форте, имаш ученик еден или се надеваме можеби и повеќе во иднина. Каков е интересот на младите кон овој инструмент? Кон изучување на флейтата? Повеќе знам младите повеќе пијано, гитара, можеби тапани, меѓутоа каков е интересот за овој инструмент? Па можеби би имало повеќе интерес доколку ние како музичари, како флейтисти им го доближиме повеќе на децата. Виолината, пијаното се инструменти кои што им се попознати, флейтата не толку многу, меѓутоа вака со настапи, наши концерти, едукативни емисии, еве и дури на телевизија, ако се спомнува инструментот флейта, ако се запознаат младите со инструментот, можеби повеќе би имало интерес. Ти имаш дипломирано флейта на факултетот за музичка уметност. Од каде кај тебе љубовта кон овој инструмент? Кога почна се занимаваш со флейтата? Да свириш флейта? Па со флейтата се запознав прв пат на концерт на Македонската филхармонија, кога бевме мали, родителите често не носеа и кога дојде време да се запишам да одберам инструмент, имавме во училиште, во музичкото училиште, пошто прво имаме часови по солфеж за запознавање на музички ноти, на како воведување во професијата и имавме презентација на инструменти и така некако веројатно ми беше познат инструментот од концертите, го имав видено, го имав слушнато, ми се имаше допаднато и го избрав. Морам да кажам дека си млада. Ти си дипломирана на факултет за музичка уметност, имаш убава кариера, настапувано и учествувано на голем број фестивали, како државни, така меѓународни, освоено голем број на награди. Сакаш ли можеби сама да си се пофалиш, еве да кажеш некој од тие твои драги награди? Па јас повеќе ги сакам настапите, како така подраги ми се, затоа што друго е чувството кога настапуваш се надпреваруваш за награда, друго е кога од љубов настапуваш за публиката.
Особено драг ми е настапот со Македонската филхармонија како солист за време на студиите. Исто така концертот на Подиум на млади на Охридско лето во организација на Музичка младина на Македонија, каде што настапив со пианистката Ивана Јанакиева. Што друго можам да извојам? Еве, настапите со квартетот Аулос секако ми се особено драги затоа што меѓу нас има прво голема дружба. Многу убаво соработуваме. Последни настапи така кои што беа повпечатливи се настапот на Скопско лето минатата година, во Битола на Битфест, еве во Нови Сад, претходно во Загреб на претходната регионална средба на флейтисти. Така. Да позборуваме малку сега за Аулос. Има интересно име, тоа е квартет флейтисти. Што значи Аулос? Аулос е назив на старогрчки инструмент. И поради тоа што, ете, веројатно е нешто помеѓу флейта и обоа, иницијаторите за создавање на квартетот Аулос се нашите професори, професорот Страшо Темков и професорката Гордана Јосифова Неделковска, која што има предавено, е професор по обоа, меѓутоа има предавено камерна музика на флейтистите кои што тогаш биле во класата на професорот Страшо Темков. И претпоставувам дека како поврзување помеѓу двата инструмента и излегло името Аулос. Интересно, специфично име. Ние не можевме да се организираме да дојдете сите, бидејќи имавте колешка која што не е од Скопје. Меѓутоа, наредна прилика оставаме можност да дојдете сите и да ни отсвирите тука нешто во живо. Сакав да прашам и да кажам дека вие сте и ексклузивци на Музичка младина на Македонија. Исто така и со Аулос не представувате во регионот, имате исто голем број награди. Аулос веќе постои 15 години. Оваа година го навршувате јубилеот. Кој сега во моментов кој е составот на флейтистите, на квартетот? Не се истите што се почнати пред 15 години, нели? Така, да. Во моментов квартетот Аулос се составен од Пандорка Јанакиева, Ангела Димковска, Александар Лолески и јас. Како ќе го одбележите јубилеот, 15 години постоење? Па, се уште немаме некој конкретен план, меѓутоа има време, роденденот на квартетот Аулос е во октомври, така што сигурно со што друго ако не со концерт би го прославиле јубилеот. Доаѓа летото, имате настапи, некој во план летниот период или можеби еве сега скоро да најавиме некој настап? Па и тоа се уште го немаме договорено, меѓутоа сигурно ќе има нешто. Се надеваме дека и оваа година како и изминатите ќе биде плодна со настапи. И со квартетот, исто така, имате учествувано на фестивали, имате безброј награди. Дали ќе сакаш да одвоиш некој вака настап кој што ви е драг? Како квартет сега збориме. Така, да. Низ годините квартетот Аулос има навистина многу значајни награди и настапи. Еве ќе спомнам некои од наградите кои што биле добиени за време на во претходниот состав. Значајна е наградата, односно номинацијата Виртуози во 2014 година како млад музички изведувач за квартетот Аулос. Има неколку награди меѓународни. Понатаму исто е битно да се каже дека еве и дел од делата кои што ги изведувавме во Нови Сад, а претходно и во Загреб се напишани, посветени за квартетот Аулос и изведени на денови на македонската музика. Значајни се настапите на Скопско лето, на Струшки вечери на поезијата, денови на Европско Скопје, Битфест, настапите на летниот музички камп исто се од големо значење, бидејќи тоа е местото каде што ние се собираме и се подготвуваме за
годината Да, што што следи, следува. да, и така. Јана, јас ти благодарам што ова утро беше наша гостинка, ја си наша гостинка. Ти благодарам за тоа што ќе ни отсвириш нешто сега исто, така и ќе го заокружиме овој разговор. Кажавме, остануваме отворени за следна прилика да целиот квартет да не бидат сите тука гости во студио. Ке те поздравам, ти посакувам многу успех во кариерата, како во соло кариерата, така и во кариерата заедно со квартетот Аулос, а